во оваа книга гледаме луѓе, откриваме ликови кои отстапуваат од општата слика која представува книгата Судии, а според која нели таа општа генерална слика која се дава, сите, така барам пишува на крајот во последниот стих на книгата Судии, сите го правеа она што им изгледаше дека е правилно во нивните очи. Тоа секој си го правеше она што си го сака. Или со други зборови, луѓето не го следеа Бог, не живеа според Словото на Бог, туку си живеа според собствените желби. Додека во книгата Рут откриваме луѓе кои спротивно на останатите живеат според законот на Бог, се насладуваат деноноќно, се насладуваат на Божиот закон. И затоа тие луѓе, како што пише во првиот псалм, Рут и Воз се пример. Не сам, и како тие гледаме успеваат, навистина дават плод. Оној што живее според законот на Бог, навистина дава плод. Е како дрво посадено покрај води и го дава својот плод. Што е книгата Рут или Воз и Рут во таа книга? Се луѓето од Псалм 1, луѓето кои се пример како на пракса во животот се остварува она што е запишено во првиот псалм. Продолжуваме со втората глава. Минатиот пат видовме дека во оваа втора глава веќе авторот во не запознава со животот во Витлеем, Рут и Ноемина, значи свекрвата Ноемина и незината снаа Рут веќе се во Витлеем, вратени од Моав. Видовме во првата глава дека 10 години Ноемина живеела таму, едно семејство еврејско од Витлеем, Елимелех и со својата сопруга Ноемина и двата сина решиле да барат спас од гладот кој дошол во Витлеем, во Моав, заминале таму, меѓутоа не било како што планирале, таму умира Елимелех, умираат и неговите двајца синови, Ноемина останува сама со двете снаи. После 10 година разбира дека гладот поминал, нивите родиле, тргнува назад со своите снаи, по патот почнува да ги одвратува, нема перспектива за нив во Израел, подобро се вратат во Моав, таму да си најдат кај своите родители мажи и така натаму. И тоа Рут останува, стигнуваат токму по време на жетвата, така случајно. И во ова книга гледаме дека нема ништо случајно. Ништо што од она што се случува не е туку така. Тие неслучајно стигнуваат точно во време на жетвата на јачменот. Во втората глава гледаме како Рут решава да тргне да работи по нивите, да бара работа по нивите, да жнее и така да обезбеди за себе и за својата свекрва екзистенција. И пак случајно влегува токму во нивата на Воз, кога него ни познава, не знае ни кој е тој Воз. И така се совпаѓаат работите, дека Воз е праведен човек, близок роднина на Елимелех, но Рут се покажува како добра работничка, ја забележува Воз, прашува која е таа млада жена, чија е. Разбира дека тоа е Рут, Моавката, која покажала верност, тоа е грижа кон свекрвата, но е мина, а исто така и вера во Јахве. Решава да се поистовети со еврејскиот народ и со Јахве и како еден праведен човек, Воз, заштитнички, како татко кон својата ќерка, гради однос, тоест да обезбеди сигурност и не само сигурност, туку и материјална помош. И оддава почит за она што го направила, за таа вера што ја покажува, поканува да седи на трпезата со него, со другите работници. И на крајот кога доаѓа да и се плати за работата, Воз покажува дарежливост, многу повеќе отколку што би се служила една работничка, една слугинка, тој и плаќа, за да може да се храни и она и
Ноемина, така да покаже грижа и кон неа, и кон Ноемина, т.е. кон две вдовици, кои во такви услови се една ранлива категорија. Тој покажа заштита, грижа, сигурност дава. И на крајот разбираме дека Ноемина тоа го објасна дека Воос е близок роднина на незиниот покоен сопруг и дава совет на Рут да остане таму да работи и таа остана таму до крајот на жетвата на јачминот, на пченицата, т.е. некаде 4-5 месеци. И тоа е она втора глава што ни открива. Сега би сакала да видиме нешто за ликовите, да направиме една анализа, да видиме што можеме да научиме од самите ликови кои се во втората глава. Имаме 3 лика главни: Ноемина повторно се јавува од првата глава, и Рут, и нова личност Воос. Веќе кажавме нешто за Воос минатиот пат, сега да видиме така еден заклучок да дадеме. Прво, што се однесува до Ноемина, за неја треба да бидеме внимателни, зашто авторот не ни дава многу во втората глава за неја информација, и тоа е така, бидејќи таа не е главната личност, главната фигура. Воос и Рут веќе стапуваат на сцена, за разлика од првата глава, каде што Ноемина е главната улога, таа е таа која ги води со себе снаите, таа е таа која што ги советува, им кажува што да прават, таа влегува заедно со Рут во Витлеем и сите за нас интересираат. Таа е, нели, променетата Ноемина во Мара, од пријатна во горчлива жена. Во втората глава веќе таа заостанува во поглед на незината улога. Рут е таа која дава иницијатива, т.е. предлага да оди да работи, додека Ноемина само се согласува. Затоа треба да бидеме внимателни, но сепак авторот решил да не спомне некои работи кои сепак го привлекуваат нашето внимание. Например, на почетокот кога Рут решава да тргне по нивите, иако тоа е опасно за една вдовица, млада девојка, тугинка, незаштитена, нема маш покрај себе, Ноемина не прави ништо за незината сигурност и вели само оди. Најмалку што би можела да направи да тргне со неја барем, и тоа некаква подкрепа, некаква сигурност. Не знаеме зошто се случува така, но гледаме дека не е таа едноставно вели на Рут оди, додека на крајот кога Рут се враќа од првиот работен ден и кажува дека влегла во нивата на Воос да работи, тоаш Ноемина и вели: таму си сигурно, остани таму. Може би и кажала претходно дека е несигурно, но барем тоа го нема во текстот не. Од друга страна, во целата втора глава, она што се истакнува е работливоста на Рут. Таа е вредната жена, таа е вредната работничка. Таа која работи вредно не само за себе, туку и за својата свекрва. Додека иако 4 месеци, 5 месеци таа потоа ќе работи на нивите, никаде авторот, нити во трета глава понатаму, не ни спомнува дека Ноемина некогаш во некој момент се придружила и таа да отиде на нивите. Барем да помага во чистењето или пресејувањето на зрното од плевата, од сламата. Не се спомнува ништо за неја во тој однос. Може би била болна, не знаеме. Може била неподвижна. Не се кажува ништо, но сепак го привлекува тоа нашето внимание, дека Рут е таа која целосно ја превзема грижата за екзистенцијата на Ноемина. Таа работи. Не ни се кажува дали Ноемина е работлива, дали таа е работлива жена. Не знам. Тоа некако го привлекува вниманието, но пак ќе кажам, треба да бидеме внимателни, зашто самиот автор веќе ја изместува Ноемина од сцената и нема за неја многу информација. Она што можеме да го кажеме, или она што можеме со сигурност да го кажеме, е од информацијата која имаме за Рут. И она што е раскажано во втората глава за Рут, целосно го оправдува она што во третата глава, во 11 стих, ќе го каже за неја. Вели: јас ќе направам, Воос вели на Рут, јас ќе направам за тебе се
што кажа ти. Зашто на секоја порта кај мојот народ знаат дека ти си честна жена. Вели, кај да застанам? Кај кој, пред која куќа? И почна муабет за тебе, секој во Витлеем ќе каже Рут е честна жена. Не. Сите ја знаат, такво реноме има на честна жена. И се зборот честна жена, јас би сакал да го анализираме малку подобро, треба да си ставите еврејски букви. Зборот честна жена значи Ишах Чаил. Тоа Чаил веќе треба да ви е познато. Минатиот пат говоревме за воз. Во првиот стих на втората глава, кога авторот ни го представува воз, вели дека тоа е многу имотен маж. Тоест Гибор Чаил. И ја анализиравме фразата Гибор Чаил, се употреба во книгата Судии, во едно воено време во кое живе Израел, и значи смел, воин, силен маж, храбар маж, кој во исто време е имотен, витез. А ако сакаме некако така современо да го преведеме, витез. Витезите во средниот век се не само војни, туку тие се и богати луѓе. А феодалците се витезите или рицарите. Тие не се занимаваат со работата на нивата, туку тие се усвршуваат војните вештини, зашто тие се чуварите на имотите. Храбри витези. Да. А пак, Рут е представена како жена Чаил или Ишах Чаил. Зборот Иш на еврејски значи маж, а Иша значи жена. Или ако сакаме буквално да преведеме на наш јазик жена, од еврејски би било машка. Маш, они имат маш и машка. Зашто основата на зборот за маш и жена е Иш, Иша. Она е Ишах Чаил, која пак во нашите преводи зборот Ишах Чаил можеме да го најдеме честопати во книгата Поговорки. И таму во книгата Поговорки во нашиот превод е преведена како добродетелна жена. Или жена со доблести. Жена, благородна жена. А пак во книгата Поговорки имаме представено два вида на жени. Едната жена, која е и метафора на гревот, и кога авторот, нели, како татко, го советува синот, обично советот е да се пази, да се чува од некои жени. Тоа се оние неморалните жени. Тие се представени како гревот. Тие на крајот водат кон пропас, водат кон смрт. Тоа е едната страна, или тие се глупавите, исто така наречени жени, или символ на глупавост, на грев и така натаму, додека од друга страна имаме добродетелни жени. Има последната глава посветена целата на добродетелната жена и опишена која таа. И секаде каде што пишува добродетелна жена е тој збор овде употребен Ишах Чаил. Ако мажот е, нели, смел човек, витез, рицар, женската варијанта е Ишах Чаил, добродетелната жена. И затоа во книгата Поговорки, во 12 глава, 9 стих, авторот вели: добродетелната жена е венец за мажот свој, а она што го срамоти е како гнилеш во коските негови. И повторно и во овој стих имаме двата типа, на архетипа на жени. Едниот тип е, нели, она добродетелна жена, и таа, вели авторот на Поговорки, Соломон вели, таа е венецот или славата на мажот. Ние велиме денес, за секој успешен маж, тоа е успешна жена. А библиски тоа, ако кажеме, за секој успешен маж или славен маж, има една добродетелна жена, која му носи слава. А другата пак вели, она неморалната жена е како гнилеш во коските или како рак, како гангрена во коските во телото на мажот.
И ако нели читате 31 глава во поговорки, ќе видите што е добродетелна жена. Таа како трговски кораб далеко носи за сите дома храна. Сите ги облекува, не ги остава никој без чорапи, без облека. Светилката не и гаси цела вечер, денонохно работи. Не одмара воопшто. Секако станува збор за метафори, многу хиперболи се употребени. Идејата е дека таа има грижа за семејството. Тоа е добродетелната жена. Меѓутоа, во таа 31 глава, Соломон прашува, кој ќе најде добродетелна жена? Таа е поскапа од најскапоцените камења. За која идејата овдека? Кој може да најде таква жена? Зошто скапоцените камена се скапоцени? Зошто се ретки? Ако диамантите ги имаше на секој чекор на улица, со нив ги тампониравме дома и врз нив ги бетониравме. Скапоцени се зашто се ретки. Но овдека не е тоа идејата. Не дека тешко се наоѓа. Идејата кој ќе најде таква жена, нашо богатство. Големо богатство е да имаш покрај себе таква жена. И мажите во нашата црква се богати. Сите жени во нашата црква се добродетелни жени. Да, сме нашле. И ако се ретки, тогаш што се овдека. На друго место ги нема. Се шегувам. Рут е представена како таква жена. Рут е добродетелната жена од поговорките. Таа е Ишах Чаил. Таа е таа жена која ја отвара својата рака за бедниот. Во поговорки 37:20 пише: од ланката своја му отвара на сиромав, а раката на своја на оној кој има нужда му е подава. И сега кога говориме за добродетелна жена во поговорките, бидејќи таму е опишена што значи добродетелна жена или Ишах Чаил, низината вредност не се сведува само на работа и помагање нели на бедните, низината вредност е во верата, најмногу во верата. И тоа го гледаме кај Рут. Таа беше спремна да тргне во неизвестност, го остави својот народ, го остави својот дом, своите роднини, своето семејство, татко, мајка, и тргна во неизвестност, да бара заштита под Јахве, под крилата на Јахве, кај народ што не го познава, кај тук народ. И тамо да биде најдолната од сите. Таа беше спремна тамо да биде најдолна во Израел, отколку да биде голема меѓу својот народ. И таа самата си го знаеше тоа. Кога Бог покажа добрина кон неа, таа праша, зашто ја заслужив таа добрина? Па јас сум најдолна од твоите, меѓу твоите слугинки. Таа беше свесна дека таму ќе биде најниско. Но беше спремна да го прифати тоа заради верата, зашто сакаше да живее под закрилата на Јахве. И тоа на што ја прави најмногу да биде добродетелна жена. Тоа е Рут. Ако можеме некој да дадеме карактеристика на Рут. Воз. Воз е машката верзија на Рут. Ако Рут е Ишах Чаил, Гибор Чаил е Воз. Тоа е човекот кој во тоа време, во времето на судии, кога народот живееше во ветената земја, не ја контролираше, бидејќи други народи ја контролираа и Израел требаше да војува смело, а луѓето си го праве оно што они си го сакат. Воз е тој смел Божи човек кој си го бранеше. Ја бранеше земјата што Бог му ја даде. И го живееше заветот со Бог. Тој остана во Израел и кога дојде гладот. Не побегна. Бог вети дека таму ќе тече мед и млеко. И Воз остана таму, во Витлеем, за разлика од Елимелех кој побегна во непријателска земја да бара спас. И кога остана таму, во Витлеем и родија нивите, и дојде таму една Моавка. Воз не се плашеше, не се срамеше да ја заштити таа жена. Иако во очите на еден израелец тоа не е најголемата постапка. Ти да заштитиш туѓе жени, тоа непријателка.
Не знам, представете си, ајде споредба, доаѓа овдека во Македонија, во твојот град, во твоето обкружување, меѓу луѓето што те познаваат, личност која не е многу оцената, за која се знае дека доаѓа од непријателски народ и ти покажеш таква добрина. ВОС не се плаши да го направи тоа. Во општеството. И некој може да покаже со прст. Приме една ваква муавка. И дури дава повеќе од нас, ја плаќа повеќе од колку нашто не плаќа. Го направи тоа. Меѓутоа ВОС беше гибор чал, смелиот воин. Кој смееше да ја чепне? Рут. Сите разбраа дека Рут е под закрилата на ВОС. Кој смееше нешто да и направи на Рут? Неговиот карактер се гледа во тоа што тој покажа заштита кон Рут како татко кон керка. Тој и се обрати со зборовите: керко моја, седи тука, ќе бидеш сигурна. Никој не смее да те чепне. Седи на трпезата. И она што го гледаме како големо кај ВОС е начинот на кој ги вреднуваше луѓето. По-конкретно Рут. Тој како маж кој нема жена. Било нормално, тоа мажите така гледат на жените. Да погледне од една така телесна, како да кажеме, походска страна. Тоест, да види една убава, млада жена и така да ја оцени. Меѓутоа, ние никаде во книгата Рут, на нито едно место во книгата Рут, не гледаме некоја карактеристика која би дал дури авторот, уште помалку ВОС, кон Рут од некаква естетска, телесна, надворешна перспектива. Никаде. Тој на два пати, на неколку пати ќе каже нешто за Рут и секогаш кажува нешто за карактерот. Го прочитавме тоа во 11 стих по 3 глава. Сите знаат дека ти си честна жена. Сите знаат дека ти си работлива, вредна, добродетелна жена. Ништо не кажува за незината надворешност. Убава, симпатична, згодна, не знам каква. И кога Рут го прашува: зошто ти покажеш добрина кон мене? Тој кажува: бидејќи чув колку грижа покажа кон твојата свекрва и бидејќи чув дека ти реши да се заслониш под крилата на Јахве. И тоа она што го оценува ВОС кај Рут. Незиниот карактер. Карактерот на Рут е она што го привлече вниманието на ВОС. Или можеме да кажеме, ВОС го оцени она што Бог би го оценил кај човекот. Не она што маж би оценил кај жената, туку она што Бог би оценил. И во тој поглед ВОС се одликува некако од останатите, се одликува од оние вењаминци кои беа перверсни и бараат таму да плодствуваат со оној гостинот во Витлеем, во Вењамин или со неговата наложница. А сите тие ликови се од едно исто време, од еден исти период, од едно исто место. Што можеме да кажеме на крајот како заклучок и некои практични примени? Нешто кое така ми го привлекува вниманието во втората глава, и двата лика, и ВОС и Рут, се лика кои дават, се покажуваат грижа. ВОС кон Рут и преку неја и кон Ноемина, Рут кон Ноемина. Рут оди да работи не само за себе, сеќавате минатиот пат, кога јадеше, ВОС се даде многу јадење. Не можеше да го дојаде, го стави настрана во торбата и го однесе дома, да има што да јаде и Ноемина. Пишува дека Рут беше вредна работничка. Работеше со малку одмори, малку одмараше. Зошто? Зашто знаеше дека треба да работи и за себе, да работи и за Ноемина. ВОС е човекот што дава. Кога говориме за давањето, ВОС може многу, и Рут, ВОС овде како го земаме, може многу да не научи за давањето. Денес христијаните спорат. Има ли 10
нема десеток. Ние сме под закон, не сме под закон. Давањето, десетокот е пред законот Мојсиев, тоа што сегаш важат, значи дека важи за нас. Многу има такви дискусии. Вос ни дава еден добар пример. Она што го прочитав во псалмот, првиот псалм. Човек кој се насладува на Божиот закон, се насладува на Словото, се насладува да го живее Божиот закон. Човек на кого законот му е во мислите и во срцето. За разлика од Израел, кој не го живееше законот на Бог, кој не го живееше заветот. Вос е човек кој го живее заветот, кој го живее Божиото Слово. Според Божиото Слово, според законот, требаше Вос да покажува грижа кон, говоревме најдот пат за ранливите категории. Вдовиците, Рута и вдовица и тугинка. Бог во законот покажа посебна грижа кон таквите луѓе и бараше дарежливост кон таквите луѓе. И Вос го знаеше тоа. И оно што е интересното кај Вос, тој не бараше не бараше начини, не бараше техника како да го ограничи, да го редуцира давањето на некој си минимум што го бара законот. Ние гледаме дека тој покажа дарежливост кон Рут и кон Ноемина повеќе од колку што го бараше тоа законот. Тој се радост го правеше тоа. И тоа е примерот за давањето. За него законот, Божјата волја, беше некаков принцип што треба да го следи, а самото давање беше всушност неговото срце. Ако ние не сме под закон, тоа значи дека ние сме над законот. Да, ние сме над законот. Тоест, нашите стандарди, како христијани, кои живеат под благодат, се стандарди кои не се ограничени со законот, туку го надминуваат законот. И тоа е добриот пример за давање. Вос даваше, како што Павле пишува, од срце. И кога даваше од срце, тој не гледаше која е мерката, границата, минимумот, туку даваше. Многу, изобилно даваше. Е тоа е срцето, вистинското срце. Ама тоа е срцето на човек кој живее со Бог, кој се насладува денонокно, размислува, го живее и е како дрво кој дава плод. Она што Бог го бара од него, извира во неговиот живот. Другото нешто што можеме да го научиме овдека е за Божјата промисла. Од гледна точка на Ноемина, па можеме и Рут да ја вклучиме тука, но Ноемина јасно го кажа тоа, на сината перспектива, беа пропаднати сите шанси, секаква надеж дека таа ќе има понатаму, дека некој ќе го продолжи потомството на незиниот сопруг. Дека родот на Елимелех, покојниот сопруг, ќе биде продолжено. Таа тоа го кажа на снаите. Нема шанс, јас немам веќе деца, не можам да имам маж, не можам да родам други деца, затоа одете си во Моав и таму мажете се. Единствено што единствената мисла со која што живееше Ноемина е дека треба да се помири со фактот ќе трпи Божјата рака, Божјата казна и така ќе се живее до крајот на животот. Така размислуваше Ноемина. И затоа таа рече, Бог ме исполни со многу горчина, не викајте ме веќе пријатна, тоест Ноемина, викајте ме Мара, тоест горчлива. Тоа е нејзината веќе перспектива за понатаму. Но она што не го гледа и она што не го знае Ноемина е дека Бог работи за сцената. Дека Бог е тој кој подготвува за неа добра иднина. Во сите тие неволи што се случуваат. Па Бог ќе даде таква снаа како Рут. Даде зет и го даде Воз, блискиот роднина на Елимелех. И даде потомство. Се продолжи родот на Елимелех. Тоа го пише во на крајот на 3 и 4 глава. И не било какво потомство. Таа стана прабаба на Давид.
Од Рут и Воз понатамо произлегува Месијата. Тоа е Божјата промисла. Бог имаше план и Бог во сите тие околности кои изгледаат толку горчливи, си го спроведуваше својот план. Но е мина во таа своја трагична представа за нештата, ги одвракеше Рут од одење во Витлеем. Бог си го стваруваше својот план кој на крајот има промисла, има намера за својот народ. Оние ветување што ги даде на Авраам, требаше да се исполнат и понатаму, независно од тоа како изгледа околностите. Да ги видиме Авраам и Сара. Бог им вети дека ќе им даде син. Чекаа 25 години, требаше да чека 25 години. Стареја, се повеќе и се губеше надежда дека навистина ќе имат син. Веќе стана Авраам 100 години, Сара 90 години и рекоа, ништо не бива од Бог. Ајде да ја земеме работата во наши раце. И Сара му ја даде слугинката, и Авраам доби син од неа, и за таа глупост еврејскиот народ страда и до ден денешен. И не само еврејскиот народ, целото човештво. Јосиф, кога прво го загуби Витлеем, па после Симеон, па потоа требаше и Венјамин, што каже Јаков? Децата ми ги запустивте на останатите синови. Јосиф го нема Симеон, па и Венјамин ли ќе ми го земете? Сето ова се струпа на мене. Јас страдам за сето ова. Колку неволи дојдоа врз мојата глава. Но, всушност, што се случуваше? Бог подготвуваше почва терен во Египет, за да го спаси родот на Јаков. И после Јосиф требаше да помине низ неволи кои човек не може да си ги обясни. Но кога дојдоа 7 години глад и кога браќата Јаков и неговите синови најдоа прибежиште во Египет, што им кажа таму Јосиф? Нема да го читаме целиот текст. Во 5 стих вели: Бог ме прати мене пред вас. Затоа вие немојте да жалите, немојте да се обвинувате. Бог ме прати. Не вие ме пративте во Египет. Бог е тој кој ме прати. Во 7 стих вели: Бог ме прати пред вас да дојдам овдека. Во 8 стих: и така не ме пративте вие ваму, туку Бог кој ме постави да бидам татко на фараонот, со другите да бидам над фараонот, да го управам целиот имот на фараонот. И Бог ми даде мудрост и сега има храна во Египет и овдека вие ќе го најдете својот спас. Бог го направи сето тоа. Бог. И во големите неволи на Јов. Јов не разбра до крајот на животот зошто се случуваше сето тоа што се случи. Тој немал можност да ја чита книгата Јов. Ние знаеме од првите 2 глави зошто се случуваат работи, се случија. Но на крајот гледаме дека и Јов порасна во верата, во познавањето на Бог, и се му се дуплираше и во материјален поглед. Така да, она што носи успокојување од книгата Рут е дека за праведните, за оние што го следат Бог, тој секогаш, во сите околности, на крајот учествува раката на Бог, сите околности ги води Божјата рака, во кој тој подготвува и остварува својата промисла и снабдување и го реализира својот план. Тој е суверен Бог и нашиот Бог, кој е суверен Бог, кој си го стварува својот план, на крајот е да го исполни неговото ветување за нашето добро. Во се тој се прославува и ни носи добро нам. И затоа секоја околност треба да нарадува. Павле, кога беше во окови во затворот, се радуваше. Кога пишува на филипјаните од затворот во Рим, вели: радувајте се. Зашто во се е Божјата добра рака. И тука нешто треба да кажеме и за тугинците, тоа е за мигрантите. Технички погледнато, кога Воз покажа заштита кон Рут, тој покажа заштита кон една мигрантка. Рут технички беше мигрантка во
Витлеем. И Воз понуди или обезбеди заштита на една мигрантка. Прашањето со мигрантите е многу така комплексно и христијаните се поделени. Сега сме пред нова некаква мигрантска криза. Не можеме буквално да копираме се она што е напишено во книгата Рут или она што Бог го дава во Стариот Завет, но во секој случај, и немаме готови рецепти, но во секој случај Бог дава заповед да имаме грижа кон мигрантите. Тоа е вистината. Мигрантите не треба да бидат гонати, не треба да ги напаѓаме, да ги затвараме, да ги тепаме. Бог заповедал грижа кон мигрантите. Тоа е вистината. И Божиот човек треба да покаже заштита кон мигрантите. Како што? Мудрост. Бог да ни дава мудрост. И тука е едно прашање кое така некако, тоа почнавме минатиот пат за агенциите кои што постојат за запознанства. И втората глава не воведува кон едно запознавање кое на крајот завршува со брак. И тука ми има, кажав нешто за таа eHarmony, најпознатата онлайн агенција за запознавање на партнери и склучување на бракови. Мене ми е така интересно, ако би аплицирале ВОС и Рут онлайн во една таква агенција, дали софтверот на таквата агенција би ги споил, би кажа, овие би биле добра двојка, ВОС и Рут. Мислам дека денешните софтвери не би ги споил никако. Никако. Ти има толку според оние денешни критериуми, тие се спротивни. Не се компатибилни, не се сродни, не се спојливи. Тие се различни, од различен етнос, различни социјални групи, различна култура, возрастно, но никој поглед не се спојливи. Рут доаѓа од Моав, кој е народ, непријателски народ кон Израел. Од друга страна пак, Воз е од највисоките кругови на општеството, дека Рут во Израел е пониска од слугите. Како би се споиле еден аристократ и некоја робинка. Тоа е таа социјална дистанца. Возраста исто така не одговара. Тоа има ли нешто, како Бог ги споил тие две души? Ги споил зашто Рут и Воз се компатибилни, сродни во најважното. Во она најсуштествено, она најдлабоко, во нивните души. И двајцата, и Воз, и Рут, се души кои копнеат за Бог, се стремат кон Бог. Нивниот интерес е да служат на Бог. И двајцата живеат под Божиот авторитет. Верата во Бог е она што ги спојува. Подготвени се да живеат според Божите заповеди и двајцата имаат срце на слуга. Воз се грижи за Рут, Рут се грижи за Ноемина. И Воз не е човек кој би искористил таа состојба на Рут. Воз можеше многу лесно, како човек кој припаѓа на таква социјална структура, со богатството, со се, да искористи Рут. Како сака да искористи? Меѓутоа Воз реши од сите можности што ги има да се постави како татко кон ќерка. А можеше да злоупотреби својата ситуација. И Рут можеше да го направи тоа, користејќи својата младост. Меѓутоа таа остана до последно честната жена. Така да во секој поглед се благородни. И Воз, и Рут. Благодетната жена и вистинскиот, Божи маж.
И тука пак се навраќаме на фразата чайл. Гибор чайл за воз и Ишах чайл за Рут. Не случайно авторот ги ставува една иста категорија. Во 3 глава она е жената чайл, а во 2 глава он е мажот чайл. Оно благородното, добродетелното, на доблести нешто. Во срцето има се доблесни и двајцата. И може ли да има подобар спој од спојот меѓу две благородни срца? Две срца кои се полни со доблести. И тоа е основата на нивната врска, не романтиката. Нема романтика. Да, ние можеме романтично да погледнеме на книгата Рут. Меѓутоа самиот автор не нуди романтика. Ни представува души кои во својата суштина копнеат за Бог прво. Основно копнеат за Бог. А потоа Бог ги реди останатите работи. Бог ги редеше работите. Ние не гледаме во 2 глава дека воз кон Рут гледа како на потенцијална сопруга или обратно. Рут гледа кон воз како на потенцијален сопруг. Нивната намера е служењето. Тоа е пасијата во нивните срца. Воз се грижи за Рут како кон своја керка, а Рут пак се грижи кон својата свекрва, за својата свекрва. И во таа насока се вложени нивните усилби да служат. Секој да послужи на другиот. И тоа е моето убедување дека христијанот, еден верен човек, еден христијан кој бара партнер, ќе го најде партнерот ако го следи вистински, ако го следи примерот на Рут и воз, наместо да троши енергија под потрага. И во тој поглед мислам дека можеме да научиме многу од од примерот. Во тој поглед, во поглед на потрагата на животен партнер. Решенијата, прво нешто може да видиме е дека решенијата конкретно на Рут што ги направи пред запознанството со воз, ја направија таа разлика или го доведоа, ја доведе до тоа познанство. Што сакам да кажем? Еден принцип. Од решенијата што ги носиме, ние, младите што ги носат, пред да запознаат некого, игра голема улога во тоа кого ќе запознаат. Конкретно за Рут. Ако Рут реше да остане во Моав, ќе знаевме ли денес Рут? Кој знае денес за Орпа? Ја трвата на Рут. Не знаеме ништо за неја. Зошто? Зашто Орпа реши да се врати во Моав, си најде таму Моавец и продолжи да се поклонува на моавските богови. Решението на Рут да отиде во Израел и да се засолни под Божјата, под закрилата на Јахве, на крајот доведоа и до тоа познанство со воз. Така, тие решенија што ги правиме, многу ќе зависи тоа кого ќе сретнеме. Понатаму, ние не гледаме кај воз или кај Рут некоја нездрава обседнатост кон партнер. Таа една обседнатост во која што може во еден момент да западне младиот човек без партнер, може да создаде фрустрации. Зашто на крајот на краиштата неостварената желба или отсутството на партнер може да доведе до чувство на осаменост, фрустрација од нереализирана желба. Она што го правеа како пример, нешто ни го дават Воз и Рут, е нивната насоченост кон служење. И таа насоченост кон служење кај Рут. Јас сметам дека Рут, кога реши да и служи на Ноемина, да отиде во Израел, јас сметам, тоа е моето, можеби не е така, дека таа се откаже од надежда дека ќе има сопруг. Таа отиде пред се таму за да и служи на Ноемина. Тоа беше нејзината намера. Таа се насочи кон служење. Тоа е приоритетот за неа. Воз, од друга страна, го гледаме како некој кој гледа на Рут како на своја керка.
како да ја помогне на својата ќерка, како да ја заштити својата ќерка. И во таквата насоченост, кај нив немаше фрустрација. Имаше задоволеност. Го прави она што Бог го очекува. Јас, мојата прва основна грижа да му служам на Бог, го правам тоа и јас сум задоволен. И во тоа што го правеа, Бог ги спои. Така, кој знае, нели? Дали нема и така, следејќи го тој пример, Бог да те поврзе со партнерот или партнерката. Не кажам дека тоа навистина, тоа е единствениот начин, но моделот на Рут е токму таков. Друго нешто што го гледам овде во книгата е дека она на што гледа и Рут и Воз, не беа некои плитки нешта, површни нешта, туку оние длабоки, суштински. Денес, за жал, оние критериуми кои што ги имаат младите кога барат партнер, се токму оние површинските, токму оние надворешните, плитките. Додека во книгата Рут се представени оние длабоки карактери во срцето. И Рут и Воз се представени како добродетелни луѓе. Така, побожниот карактер. Карактерот е представен овдека. Рут може би бил убава, не знаеме. Не ни се кажува ништо дали бил убава или била грозна. Не знаеме. За Естер се вели дека била многу убава. Таа освоила надпревар во цела Персија за мис на Персија. Убавицата на Персија. Тоа е Естер. За Рут ништо не пишат надворешно. Се што знаеме за Рут е незината работливост, незината грижа, незината вера во Бог. И тоа го цени Воз. Да се пазиме, да се чуваме од такви површни плитки нешта во кои бараме допирни точки со другиот. Понатаму, ако мисли некој дека нема шанси, дека еве нема да може да си најде партнер, треба да се надеваме на Божјата промисла и грижа. И пак ќе кажам, Ноемина беше кренала раце дека некојаш Рут ќе има можност за брак. Таа кажа, нема да имаш никакви можности во Израел. Веројатно и Рут не сметала дека ќе има некаква надежда. Бог имаше друг план. Бог ги спои. Така да, Божјата промисла и грижа, да се надеваме на неа. Таа е таа која обезбедува за нас. Да напуштиме матрицата, се е само заради мене. Значи, ние многу пати живееме, знаеме да живееме поради себичноста, се што се случува заради мене и денешната филозофија, таа хуманистичка е таква. Се е заради тебе. Се што постои, се е за твоето добро. Рут не живееше со таквата мисла, со таквата идеологија. Рут живееше за Ноемина, Воз пак реши да се грижи и за неа и за Ноемина. И во таквата насоченост, нели, кон другиот, Бог го правеше она што тој го наумил и го ветил. Така да, и тука имаме една добра порака и за оние кои веќе се во брак, имаме тука и такви. Во бракот, со текот на времето, се гасат искрите, се ладат односите. И најчесто тоа се случува кога ќе навлезе се по-длабоко во животот, во мислите, во срцето, идеологијата се е за мене, кога ќе почне оној фокусот кон себе си. И тогаш доаѓа и незадоволството, и оддалечувањето. И начинот за да се спасуваме од таа опасност е да живееме, да продолжиме да живееме според моделот на Воз и Рут, да служиме на другиот. Кога ќе се ориентираш кон служењето на другиот, тогаш си тргнува и она незадоволство, што доаѓа со текот на времето. Не е се заради мене, се е заради Бог. И тоа е вистината дека се е заради Бог. И кога живеам со таа мисла, се трудам да правам се заради Бог, и кога правам се заради Бог, доаѓа и задоволството, и исполнетоста, и си оде она незадоволство. Доаѓа сближувањето и јакнењето наспроти оттуѓувањето и незадоволството. И на крајот со ова завршувам. Имам еден убав портрет
што книгата Ефесијани го представува за Христос и црквата. Христос како оној што ја заштитува својата невеста, си го дава животот за невестата. Воз е заштитникот на Рут. А Рут па е човек кој се постави под таа заштита и грижа на самокниот Бог. Меѓутоа, многу поважно за нас е како доаѓа таа заштита. Што требаше да направи Рут за да дојде заштитата од воз, а преку него заштитата од Бог над неа? Што требаше да направи? Требаше да ги напушти лажните богови, лажната религија и да ја побара заштитата на Бог. Да, Христос е нашиот младоженец, ние сме невестата на Христос. Но за да бидеме невестата на Христос, за да ја добиеме таа заштита, треба да се откажеме од лажните заштити, од лажните надежи, од лажните богови, од идолите, од надежта во себе си, од сигурноста во себе, од самоправедноста. И тогаш да ја побараме за крилата на Бог, како што Рут ја побара. Се откажа се, со вера, остави се зад неа, во минатото. И отиде и побара заштита. Се довери само на Бог. И тоа е големиот пример. Нека Бог да не привлече кон себе, како што ја привлече Рут, одамна, нека тој ни помогне да најдеме сигурност и успех во заедништвото со него.